Добра вечер од сончевиот Охрид. Денеска е навистина прекрасен ден. Ние овде очекуваме плодна дебата со кандидатите за градоначалник на Охрид. Дали Балканскиот Ерусалим може да продолжи да чекори во засилен ритам како значајна, можеби најзначајна туристичка дестинација во Македонија, но и не само тоа се разбира. На тој пат стојат многу препреки. Вие сте со караванот на 24 отворено. Кој ќе биде идниот домаќин на Охрид? Вечерва со нас, овде во Домот на културата во Охрид, каде што најчесто ги одржуваме нашите дебати за кандидати за градоначалник, се Јован Стојановски од коалицијата на СДСМ. Добра вечер и добре дојдовте. Добра вечер и вас нашето и на импровизирано сите студио. присутни. Да, ви благодарам. И Стефчо Стевовски, независен кандидат. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Ви благодарам што дојдовте, што се одзовте на поканата. Мораме да кажеме на почетокот дека, иако уредно поканет, на поканата за дебата не се одзва кандидатот на ВМРО ДПМН Митко Тилевски. Останавме без доволно објаснување зошто е тоа така, но секако гледачите остануваат да ценат. На почетокот, почитани кандидати, да ви кажам правилата на дебатата. Тие се следни. На моите прашања имате за одговор точно 1 минута. За реплики и контралеплики имате 2 пати по 30 секунди на прашањата. Јас би ве замолил да се држиме во рамките на договореното, бидејќи така можеме да добиеме и повеќе одговори и се разбира по-конструктивни одговори. На почетокот, пред да почнеме со прашањата, сакам да го најавам прилогот на Адријана Митевска за тоа што охриѓани очекуваат од новиот градоначалник и кои се главните предизвици за кои вечерва ќе зборуваме. Повеќе од една деценија најгорлив проблем за охриѓани е невработеноста. Туристичкиот центар, освен работа во угостителство за мала плата, не нуди други можности за екзистенција. Незадоволни од начинот на живот кој некој друг им го диктира, младите вадат билет во еден правец и иднината ја креираат надвор од границите на Македонија. Токму од таа причина Охрид последниве неколку години се впишува на врвот по бројот на иселеници. Причината? Невработеноста. Младите разочарано раскажуваат дека пристојна работа се добива само преку партиска книжка. Ако ја немаш, немаш ни избор. Или ќе работиш во некој од локалните кафе-барови за мизерна плата, или ќе ја чекаш туристичката сезона да се вработиш како сезонски работник, па да заработиш денар повеќе. Еден од помладите граѓани на Охрид е и Вахид Мехмет. Вели неправдата ја почувствувал на своја кожа, да си квалификуван, а да не можеш да најдеш работа во местото во кое си израснал и во кое сакаш да живееш. Дополнително вели, остана без пријатели, сите заминаа во потрага по подобра иднина. Секојдневно се соочувам со ситуации каде што мои блиски другари, пријатели и роднини се иселуваат од рамките на границите на Република Македонија, бидејќи овдека се соочуваат со голема невработеност. Тие кои се блиски до одреден политички лидер и тие кои се горе во списокот се вработуваат. Има голем број на такви кадри, економисти, правници и уште еден куп други кадри кои практично седат дома. Разочарани се и постарите охриѓани. Велат градот не нуди перспектива за нашите деца. Сите си заминаа и тешко дека некогаш ќе се вратат. По последниве 4 години, 3 години, многу млади се иселија и то ми е жал што се иселија младите. Тие никогаш нема да се вратат и не фабрики да се отворат што сака да се отворат. Секој што бил во странство, што заработил, никогаш не се вратил. Испразнетоста на градот е највидлива овој период. Голем дел од газдите на рестораните и кафулињата се принудени до пролет и да ги затворат. Туристичкиот центар буквално живее со полн капацитет само 3 до 4 месеци за време на летната туристичка сезона и за новогодишните празници. Останатите неколку месеци, како што коментираат граѓаните на Охрид, туристичкиот центар е град на духови или град на пензионери. Дека невработеноста е најголемиот проблем на туристички Охрид покажуваат бројките за иселеност од градот последнава деценија, вели Весна Цветановска, младински активист. Во изминативе 10 години се иселиле повеќе од 7000 лица, а таа бројка од ден во ден се повеќе расте. За жал, во нашиот град не постои други алтернативи преку кои што младите луѓе би можеле да си заработат понатаму за својата иднина. Делумно Цветановска вината ја гледа и кај младите. Вели немаат само иницијативност и желба за напредок. Успехот се уште го гледаат во партиската книжка.
Тоа мора итно да се промени. Треба да работиме повеќе на развивање на тој предприемнички дух кај нив, за тие да можат да разберат дека државната администрација не е единствениот апарат преку кој што тие можат да остварат некои своји финансиски придобивки. Никола Арнудов е пензионер кој тврди дека пропаста за Охрид почнала кога се затвориле гигантските фирми кои го држале градот на нозе. Вели сите беа вработени и земаат добри плати. Сега нема ништо. Тој смета дека со рестартирање или отворање нови работни места би се вратил животот во градот. Па порано многу подобро се живееше, се знаеше кога фабрика земаат плати. Секојаш кафаните во тие дни беа отворени, бидејќи од работа сите одевме на кафе. На ист став и неговиот пријател Боро Марковски, кој деновите ги поминува покрај брегот на езерото. Тој пак жали за стариот изглед на градот. Вели од ден во ден се менува на полошо, само згради и бетон. Охрид сакаат да го направат Скопје и да не остават без воздух. Сеќавајќи се на старите денови, вели најмногу му пречи узурпацијата на крайбрежјето на езерото и неговата експлоатација. Ние знаеме Охридското езеро до каде беше и шо беше и како беше. И сега некој не може мене да ме убеди дека уште 5 сантими имало до нивото да дојдело езерото. До негде градот е уреден, али изградбата да не се дозволи да се гради на општо земјиште, кој например покрај обала, покрај едно друго, тоа не. Заеднички му порачуваат на новиот градоначалник да ја уништи урбаната мафија, најпрвин да се грижи за природата, а потоа и за потребите на граѓаните кои очекуваат заштита од градскиот татко. Конечно младите треба да се разбудат, да бидат активни чинители во локалната заедница, а не полтрони на политичките партии. Од идниот градоначалник кој да е очекувам поефективни младински политики, поефективно залагање за решавање на проблемите на младите. Во следните 4 години граѓаните очекуваат Охрид да го врати сјајот, туристичкиот центар да зрачи и во лето и зима, а чаршијата да ја полнат млади луѓе. Граѓаните на Охрид сакаат зеленила и чисто езеро во закрила на локалната самоуправа која ќе треба да работи исклучиво во нивен интерес. Токму така го видовме прилогот на нашата Адријана Митевска, се начнаа многу прашања и проблеми. Секако еден од главните проблеми што го тишти Охрид, а тој ја тишти практично и другите градови во Македонија, тоа е иднината на младите, но овој корпус од прашања ќе ги оставиме за подоснежниот дел од емисијата, кога и дел од публиката секако младите што се тука ќе се вклучат во тоа. На почетокот ќе одиме со нешто друго што исто така беше дел од прилогот, но тоа е можеби едно од најзначајните прашања. Како да се спречи узурпацијата на крајбрежјето во Охрид? Се појавија многу проблеми. Градби кои за добар дел на жителите на Охрид не име местото таму каде што се. Господине Стојановски, вашата минута. Однос на крајбрежјето, дефинитивно тоа е еден горлив проблем кој што се јавува сега во Охрид. Тоа е со процесот на понатамошна децентрализација, кога и крајбрежјето и дел од плажите станаа дел од управување на општина Охрид, значи на програмските делови на општина Охрид. И како и на секој почеток и во овој случај имаме проблеми со доделувањето на концесии на плажите, меѓутоа тоа го вклопуваме во рамките на целокупната една стратегија за развој на Охрид, а како дел ќе биде секако запазување и воспоставување на одржлив развој, па и на крајбрежјето, како конкретно прашање во овој случај кој што го поставивте. Значи, во секој случај одиме на одржлив развој, не на премногу урбанизација, затоа што во изминатите неколку години, кога се појави тој меѓупериод помеѓу располагање на крајбрежјето помеѓу државата и општината, се јавија и многу нелегални градби. Добро, господин Стевоски, за вас истото прашање. Сите ние охриѓани сме свесни во каква состојба ни се наоѓа крајбрежјето. Без многу манипулации со изрази, без многу обеќање, ние пред се треба да воспоставиме целосна контрола на брегот на езерото. Што значи, општинската администрација треба да оформи своја комунална полиција која што ќе се грижи и ќе се бори против урбаната мафија во градот Охрид. Ние конкретно сега имаме состојба каде што општинската администрација после завршетокот на работното време, а многу често тоа и во денови како што се
споени денови неработни, урбаната мафија и граѓаните кои што сакаат да узурпираат државно, општинско или друг вид на земјиште кој што се наоѓа на брегот, ја искористуваат таа ситуација согласно нивните опреми, нивните средства, во рок од 3 до 4 дена они ни изградуваат објект додека ние седиме, односно користиме годишен одмор. За таа цел предлагам општинска комунална полиција со работно време 365 дена пута 24 часа. Добро. Имате ли вие некое дополнување во ова прашање? За двајцата се однесува, например, промена на деталниот урбанистички план или дали ќе барате донесување на детален урбанистички план за целото крајбрежје на јазерото, не само за делот на Охрид, како би можело да се стави во систем овој сегмент. За по 30 секунди на ова. Сосем на кратко, значи да образложам овој дел како советник во општина Охрид, ние го имавме на увид последниот детален урбанистички план кој што се подготвуваше за крајбрежјето. Меѓутоа, тука се виде сложноста на граѓаните и тој детален урбанистички план не се донесе. Затоа што од една страна имавме во тој детален урбанистички план да се вклопат и некои нереални ситуации, а тоа беа ситуации во кои што дел од граѓаните на своите локации имаа предвидено изградба на објекти на самото крајбрежје, затоа што тоа беа веќе фактички нивни локации. Ваквата хиперурбанизација мора да се спречи со тоа што ќе имаме една заедничка јавна расправа и заедничка работа на изработката на стратегијата и за крајбрежјето. Добро. Ние како општина Охрид треба да сме свесни дека функционирањето на градот како град а заради заштита на брегот на Охридското езеро, самото Охридско езеро и стариот дел на градот, односно градското јадро, треба да се одвиват согласно просторниот план што е изготвен за градот Охрид и околните места. Ние како општина тука сме заспани. Надлежностите кои што ги имат одземено, значи, владата на Република Македонија, на општина Охрид, а тоа е поради недомакинското работење и финансискиот пропаст на општина Охрид, ни ги создават сите овие проблеми во градот Охрид. Добро, кусо прашање за двајцата, дали ќе барате од централната власт враќање на надлежностите во рамки на општината во оние делови каде што се одземени? Стојановски, па... На кои мислите ингеренции? На надлежностите за градба, за делот крајбрежјето, оние поради кои што практично вие обвинивте дека дел од нив се подоцна узурпирани простори. Тоа се предвидени според од страна на централната власт, но и сега деталните урбанистички планови се носат заедно со централната власт. И да ја спречиме таа урбана мафија која што ја нарекувате така, може би е малку прегруп збор, меѓутоа така ја викаат граѓаните, мораме да имаме заедничка соработка со централната власт. Затоа што финалниот збор во изработката на деталните урбанистички планови сепак го има министерот за транспорт и врски, значи централната власт. Соработка мора да има. Добро. За жал, и на претходниот пат се соочивме со истиот проблем. Централната власт во Република Македонија ни ги има одземено надлежностите на градот Охрид поради недомакинско работење на општината Охрид. Односно, општината Охрид не е влезена во втора фаза на децентрализација. Виноста за таквата состојба е на општината Охрид, односно на двете политички партии кои што ја раководат овие 28 години. Ние и понатака да се повикуваме на централната власт, дека треба да не ги решават проблемите на градот Охрид, мислам дека е апсурд и треба тоа да заврши. Добро, во овој контекст, прашање, како ќе го решавате настанатиот проблем со градбата во Лагадин, хотелот, за кој практично се заинтересира цела Македонија, како видовме таму што се случи, а тоа е сега заглавен, претходно се дадени, беа дозволи за градба. Господин Стевовски, за вас ова прашање, 1 минута. Јас по некоја случајност или среќа живеам на тој потек, односно живеам во село Елшани и секој ден поминувам покрај тој пат. Значи, таа градба, нема човек во оваа држава кој што може да каже дека таа може да биде законска градба. Затоа што ако се почитуваат законот за градба, ние сме свесни дека тука нема простор ниту за основното начело да се паркираат тука возила, да се вршат и другите комунални работи, него тука се оформуваат хотел или друг стамбен објект без да се исполнат основните услови. Префрлањето на виноста од страна на градоначалникот на општина Охрид, дека некој во Скопје тоа го одобрил, не ги оправдуваат тие тези, бидејќи градоначалникот на општина Охрид треба да биде тој кој што ќе се грижи за законитоста на секоја градба во
Охрид. Што значи дека по автоматизам градоначалникот требаше да застани во одбрана на тоа место и покрај тоа што имаше реакции и од местното население и од луѓето кои што живеат во Лагање. Добро, господине Стојановски. Ние имаме јасен став во поглед на тоа прашање, кој што став го изложивме како советници во општина Охрид, дека изградбата мора да биде стопирана, мора да се изврши ревизија на целокупната постапка за издавање на дозвола за изградба на хотел на тоа место, затоа што всушност тоа е повторно на кое што доаѓаме од страна на централната власт, од Министерството за животна средина и од Министерството за транспорт и врски беше издадена привремена забрана за изградба на тој хотел. Драго ми е што под влијание на граѓаните, значи граѓаните имаат една висока свесност, го подкренаа тоа прашање и станува збор за прекршување на постапката од страна на општинската администрација, а која што постапка беше понатамошно прекината од страна на централната власт. Ние не можеме да имаме двоен аршин во случајот, затоа што и како советници баравме преиспитување на постапката за донесување на деталниот урбанистички план на тој простор, а понатака и баравме преиспитување на постапката за издавање на дозвола кон инвеститорот. Инвеститорот исто така мора да биде заштитен, меѓутоа во случајот општинската администрација има направено превид. Доколку сме ние на локална самоуправа, не можеме да имаме промена на ставот. Ви благодарам. Стевоски, поконкретно, доколку станете градоначалник, каква ќе биде иднината на таа градба? Иднината на таа градба е факт дека е создадена и е изградена врз основа на коруптивни односи. Што значи, при самата градба е факт дека се прекршени повеќе закони. Пред се треба да се барат одговорност на сите тие, како во општинската администрација во Охрид, така и во централата Скопје, односно во Министерствата во Скопје, кои што дозволиле да се изгради толку голем објект и покрај тоа што ние сите сме биле сведоци на градењето на тој објект. Што значи, ќе се барат од моја страна одговорност, а и уривање на самата градба, а штетата предизвикана ќе ја сносат они кои што ги сториле кривичните дела, а не градот Охрид или државата. Добро, Стојановски, истото прашање, иднината на градбата, како вие ја гледате од оваа позиција? Бевте и во Советот потенцијален кандидат, односно потенцијален градоначалник на Охрид. Кратко и јасно, ингеренциите не се кај градоначалникот, ингеренциите се градоначалникот да ја преиспита постапката. И тука завршува одговорот, конкретниот одговор на моето прашање, дека постапката мора да биде преиспитана, значи утврдена, да биде анализирана, а тоа би значило дека треба да се испита и како е донесен деталниот урбанистички план, како издадена дозволата кон инвеститорот, а се разбира и едната и другата страна треба да сносат одговорност, оној кој што е крив, тој ќе си одговара. Но задачата на градоначалникот е детално да ја преиспита постапката. Не ми кажавте кој би ја надоместил штетата доколку се утврди дека е нелегално издадена дозволата, а господинот што таму инвеститор сепак е добил? Сосема јасно дека штетата ќе ја сноси оној кој што е крив, а тоа ќе го покаже анализата и ревизијата на целокупната постапка за издавање на дозволата. Добро, за двајцата, значи ли ова дека ќе покренете и кривична постапка во овој процес за да се види како е дојдена дозволата? Да не ги грешиме работите, значи ние можеме само да ја покрениме ревизијата, а врз основа на ревизијата може да следи кривична постапка ако има такво дело. Добро, Стевоски, кратко. За мене е сигурно дека ќе се покрени кривична постапка, затоа што еден обичен правник му е јасно дека онолку голем објект, со онолку голема вредност и онолку голема штета предизвикана на тој потек и да остане тоа неказнето, нема да дозволам во никој случај. Добро, ви благодарам за сега. Сега ќе видиме уште еден прилог за да направиме подобар приказ за тоа што се главните очекувања на охриѓани од анкетата што за потребите на NDI институтот ја направи Тим институт од Скопје. Го повикувам прилогот на Светлана Божиновска. Невработеноста, засилената урбанизација, експлоатацијата на крајбрежјето, инфраструктурата, паркинг просторот, заштитата на езерото, природните убавини и културното наследство се петте најважни проблеми на кои треба да им се даде најголем приоритет за нивно решавање, покажа анализата на истражувањето за ставовите и мислењата на жителите на Охрид за животот во нивната општина во пресрет на локалните избори. Засилената урбанизација и експлоатацијата на крајбрежјето, како и паркинг
паркинг просторот се поголем проблем за жителите во урбаниот дел на општината, додека водоснабдувањето, канализацијата и инфраструктурата се поголем проблем за жителите во руралните средини. За 58% од граѓаните пак иднината на младите е голем проблем во општината. Околу 49% од анкетираните граѓани од Охрид сметаат дека инфраструктурата во нивната општина е со лош квалитет, а 15% од жителите се изјасниле дека инфраструктурата е со висок квалитет. Речиси 37% од жителите сметаат дека водоснабдувањето во нивната општина е со висок квалитет, додека за 47,5% водоснабдувањето во Охрид е со прифатлив квалитет. 15,1% од анкетираните го оцениле водоснабдувањето со лош квалитет. Околу 1/4 од жителите на Охрид сметаат дека здравствената заштита во нивната општина е со висок или многу висок квалитет, а речиси 35% ја оценуваат здравствената заштита во нивната општина со лош квалитет. Истражувањето беше спроведено за потребите на Националниот демократски институт за меѓународни работи, а податоците се добиени преку телефонски интервјуа во периодот од 13 до 18 септември, на примерок од 510 жители од Охрид на возраст над 18 години. Токму така, а сега одиме повторно поред со низа прашања што се отворија и од прилогот и од тоа што ние го направивме во нашите истражувања. Хотелот Палас со години стои како нем подсетник на еден убав Охрид, но никако да заживее. Постојат иницијативи за негова ревитализација, но и законски пречки за да се претвори во нова вистинска убавица во овој дел, веројатно и да придонесе во економијата на самиот град. Дали во вашиот мандат планирате во рамки на некакво партнерство или во рамки на она што се вели подобра комуникација со бизнис секторот да дозволите отварање и изградба на новиот Палас, реконструкција поточно? Па вие на некој начин и самите го дадовте одговорот, затоа што локалната самоуправа мора да има добра комуникација. Значи, тоа и во најавата на вашето прашање беше слушнато и тоа е всушност одговорот. Локалната самоуправа е должна да има добра комуникација со бизнис секторот, во случајот со сопствениците кои што го имаат, го поседуваат Палас веќе приближно 20 години, но исто така од прилика 20 години го бележиме и периодот на тонење на Палас, а Палас е оној фундамент за развојот на туризмот. Со секоја чест кон сите приватни инвеститори кои што дополнително и комплементарно инвестирале во туризмот, меѓутоа се додека не проработи Палас. Тој е оној основен, зачетен проект кој што уште во времето на далечната Југославија бил основа за развој на туризмот во Охрид. Ако сакаме да зборуваме за организиран настап на светските туристички берзи и организиран прилив на гости, тоа е дефинитивно капацитетот кој што локалната самоуправа треба да го развива, но со добра комуникација со бизнис секторот и дел од сопствениците кои што во кругот, во рамките на Палас имаат свое сопствеништво и кое што е основа за конфликт. Благодарам, ќе може да се надополните понатаму за модалитетите на ова. Стевоски истото прашање. Хотелот Палас беше убавица на градов и сите се гордеевме со тој хотел. Денеска дојде место каде што се збираат од наркомани, од пијаници, од бездомници и слично. Хотелот Палас има своји сопственици кои што, искористувајќи ја немокта на општинската администрација, го оставаат хотелот во таква состојба во каква што е. Ние, односно општината Охрид и јас како градоначалник, пред се би ги задолжил сопствениците на тој хотел, она што го немаат платено како данок на имот за тој хотел, затоа што уште се води како хотел, а градот нема никаква корист, ниту државата од тој хотел, значи ако општината Охрид си го побараше само данокот, тој хотел досега општината Охрид ќе му го имаше одземено на тие сопственици и ќе беше пристојно место како за хотел, така и за движење во градот Охрид. Што значи спроведување на законот ќе ги решават сите проблеми на градот, каде што ние сме премногу анемични, односно несовесни во спроведување. Добро, Стојановски, бидејќи рековте дека во вашата програма тоа постои како идеја, како мислите дека тоа ќе се изведе со оглед на тоа што за сега тоа е се уште во делот на културно наследство и веројатно тука постојат
пречки за да може да се ревитализира, обнови, евентуално доизградат капацитети или некои придружни објекти како базен и она што би требало да следува за еден хотел кој што пледира да биде висока категорија? Одлично што го споменавте делот од мојот одговор со кој што планирав да се надополнам, а тоа е дека Хотел Палас е национален споменик, значи е под заштита на Министерството на култура и за Националната установа Завод и музеј. Така да една од заинтересираните страни, значи од тангираните страни е и Националната установа Завод и музеј. Меѓутоа, едноставно со седвење и со разговор, ние можеме да го решиме проблемот. Улогата на еден градоначалник е да ги седни оние страни кои што се инволвирани во случајот, а ги има во 3 страни. Тие 3 се? Тие 3 се собствениците на Палас и на Охрид Турист како предпријатие, собствениците на дел од имотот кој што е во рамките на Палас и кои што си бараат изградба на свој собствен објект, и на крајот е Националната установа Завод и музеј, кој што го штити Хотел Палас да изгледа онака како што треба да изгледа. Добро, благодарам Стевоски за вас истото прашање. Како би можело Палас да прерасне во објект со висока категорија, доколку сакаме, а сигурно сакаме да го задржи оној изглед кој што го има? Пред се за Хотелот Палас треба да се оформи координативно тело, независно од другите фактори, значи независно координативно тело, кое што ќе ги разгледа сите проблеми на тој хотел, односно на тој објект. Самото координативно тело ќе ги даде правците како тој проблем треба да се реши. Ако ние цело време се повикуваме на централната власт, со централната власт има многу поголеми проблеми него што е само Хотелот Палас. Добро, само со да или не, можете ли да ветите дека во вашиот 4-годишен мандат Палас повторно ќе светне? Да. Тоа мислам дека е уште една лага ќе видите. Благодарам. Е преголем проблем за толку брзо време да се реши. Благодарам. Може би повторно е во овој корпус на прашања, но може да се гледа и независно. Често се споменува изградбата на или ревитализацијата на старото пристаниште во Охрид, што повторно се наоѓа во тој потек кај Палас. Стевоски, што мислите, дали тоа пристаниште може да биде изградено? Да? Тоа пристаниште веќе има почетоци за негово функционирање и ставање во подем на туризмот за град Охрид. Мислам дека не би представувало голем проблем да се тоа оформи, да се создадат подобри услови за развој на туризмот на Охрид. Али тоа, ќе кажам повторно, не може ние да зборуваме за капитални инвестиции за градот Охрид. Не може да се фалиме дека ќе создаваме одредени нови објекти или капитални објекти со големи вредности, кога сметката на општина Охрид не е блокирана. Ние, согласно Законот за локална самоуправа, немаме толку големи ниту средства, ниту надлежности да преземаме капитални инвестиции. Пред се треба да го решиме проблем со децентрализацијата, да влезиме во втората фаза, тогаш може да разговараме за капитални инвестиции или за развој на Охрид, како што ние го сакаме. Благодарам, господин Стевоски, за вас истото прашање за пристаништето. Повелете. Значи, прво треба да гледаме чија собственост е пристаништето и по чија надлежност е пристаништето, и повторно се враќаме на истото она соработка меѓу локална и централна власт, затоа што на секој граѓанин мора да му е јасно дека многу објекти се внесени во наша собственост и не можеме да интервенираме. Но во секој случај можеме да лобираме и да сме заинтересирани, и една од страните кои што ќе бидат тангирани и кои што ќе влезат заедно со државата во изградба на тој проект. Ако ги гледате сите проекти наназад кои што ги поставивте како прашање, и Хотелот Палас, и пристаништето, и другите, и крајбрежјето, се ето собственост на државата, и секогаш со политички одлуки на државата или се граделе, или се инвестирало во нив, или се реконструирале. Така да и во овој случај. Пристаништето е старо повеќе децении и е изградено уште од многу поодавна, така да наша должност е само да го одржуваме заедно со капетанијата, кои што се исто така под надлежност на Министерството за транспорт и врски. Добро, моето прашање беше практично за пристаништето што се наоѓа кај Хотелот Палас, старото пристаниште, дали тоа може да се ревитализира, заради тоа ќе ви доставам дополнителни 30 секунди. Тоа не само што може да се, туку и мора да се поправи, затоа што го гледате и самите во каква очајна состојба се наоѓа. Меѓутоа, тука
повторно ќе го вклопам и тој проект во рамките на онаа стратегија која што изготвуваме, а не и онака како што претходната власт го решаваше тој проблем парцијално со одреден проект за марина и за простор за угостителски објект. Затоа што тука мора да се испита и нивото на езерото, мора да се испита и квалитетот на градбата која што е постојна, за да можеме да го изградиме онака како што некогаш било. Значи, онака како што некогаш било. Има ли простор тоа да се направи преку јавно-приватно партнерство? Стевовски, Стојановски, кратки одговори. Единствена опција за градот Охрид моментално сега со блокирана сметка и со голема зависност, како што потврдуваат мојот пријател, зависноста на централната власт која што има Охрид према незе, ни ги создават сите проблеми. Приватното партнерство е единствениот, да речем, можен начин за брзо време да се завршат многу работи и на тој проект. Благодарам. Кратко, Стојановски. Кратко, значи прво мора да се регулира собственоста со тој објект, а понатака треба да се изгради да се изработи еден елаборат. Добро, чиј е сега објектот? Чиј е сега објектот? Па проверите чив е објектот. Зато ви велам, кога ќе ги поставуваме прашањата, мора да внимаваме дали е тоа во надлежност на општината. Општината може само да го вцрта што и како ќе изгледа понатака тој објект. Значи со деталниот урбанистички план кој што е во тој делокруг. А иначе заради ограниченоста на државата да влегува во одредени деловни сделки, тогаш мора да се влезе или со јавно-приватно партнерство или под концесија, значи онака како што е предвидено со програмата за управување со градежното земјиште. Благодарам. Многу ми насметаат дека Охрид не само во делот на крајбрежјето заслужува многу подобра инфраструктура и внатре во централното и во околните подрачја на градот. Еден од поголемите проблеми, како што го се забележавме и во анкетата, е паркинг просторот. Имате ли план за изградба на паркиралишта или катни гаражи во Охрид? Стојановски? И на претходните дебати го дадовме истиот одговор дека прво мора да се изработи сериозна сообраќајна студија врз основа на која што ќе произлезат и сообраќајните решенија за градот Охрид. Сообраќајната студија мора да го предвиди и движењето на возилата, мора да го предвиди и бројот на возила кои што се движат, бројот на возила во оној шпиц сезона, за да може да се предвиди дали е потребна катната гаража или е потребна промена на системот за наплата на паркинг услугите, кое што исто така споменав дека е поврзано со јавното претпријатие Билјанини извори. Понатака, изградбата на катните гаражи е поврзана и со урбаните проекти, затоа што беа предвидени голем број на катни гаражи низ Охрид, меѓутоа на тие места испадна дека е приватна собственост и дека општината не може да гради. Ние во моментот во изработката на деталниот урбанистички план кој што ќе следи на одредени урбани блокови, предвидуваме изградба на катни гаражи, меѓутоа претходно од кога ќе биде изработена сообраќајната студија. Кога го очекувате тоа? Сообраќајната студија мора да биде изготвена најмногу за 1 година. Благодарам. Стевовски. За жал, сообраќајната студија, како што ни потврди професорот, ако ја чекаме уште 1 година, значи ние уште 1 година треба да имаме сообраќајен хаос. Градот Охрид, мислам дека нема време да чекат студии. Градот Охрид е создаван илјадници години не со почетокот на нас. Што значи дека само спроведување на постоечките закони, како што е законот за сообраќај, законот за движење, законот за патишта, законот за паркирање, создавање на правилник за движење во централно градско подрачје, ќе не ги реши сите проблеми. Создавањето катни гаражи, градби кои што ќе можеме да ги користиме само 30 до 45 дена и цела година ќе имаме само бетони кои што повторно ќе го душат градот, не ги решава проблемите. И вие денеска дојдовте и видовте дека немаме проблем со паркирање. Значи денеска сме веќе 3 октомври. Немаме проблем. Но на 1 август имаме. На 1 август ние ќе се организираме како што треба, ќе го пренасочиме сообраќајот како што треба, ќе обезбедиме паркинзи, а не катни гаражи. И тој проблем во 30 дена не би требало да представуваат проблем за сообраќај. Мене тоа ми е професија, ги решавам и професионално тие проблеми, нема проблем само ако се сака. Стојановски, се согласувате со делот овие излагања?
секако дека ќе се согласам само во еден дел, меѓутоа не можам да се согласам во тоа да ние даваме наши видувања, заради тоа што нити тој е професионалец, нити јас сум професионалец во тој дел. Мора сообраќајната студија да покаже, затоа што ние имаме проблем само во текот на 1 или 2 месеци, кога е она шпиц сезона, имаме проблем со паркинг просторот. Дури повеќе проблем со сообраќајниот метеж, со сообраќајниот хаос имаме во одредени делови на градот, кои што во моментот не се можеби толку урбани или интересни за граѓаните или за посетителите. Таму треба да се решава исто така сообраќајниот хаос. Стевоски, имате право на одговор? Сообраќајниот хаос во градот Охрид се наоѓа на улица Буливар Македонски просветители, плоштадот Кеј Македонија, улица Димитар Влахов и Партизанска. Останатиот дел, што значи тоа е на втората урбана единица. Ако ние, како општина, не можеме само една урбана единица да ја регулираме и да создадеме соодветен начин на движење, тоа навистина сме неспособни. Сметам дека само доброто организирање нема да има никакви проблеми во одвивање на сообраќајот и на посетата на гостите. Ако можете уште малце. Ние имаме проблем со домашните, да речем, жители на градот Охрид, кои што се однесуваат несовесно во текот на летната туристичка сезона, наместо да го стапиме тој паркинг простор во втора урбана единица, ние за едно кафе доаѓаме со колите и ги паркираме тука и ни стојат тука колите во цел ден. Апел до охриѓани. Во руралните средини ги споменавте, обстојуваат исто така големи проблеми, може би поголеми од само паркинг просторот и она што се вели урбано живење, а тоа е немање на канализација, немање на доволно питка вода или асфалтирани патишта. Како во вашите програми го предвидувате развојот на овој сегмент кој што велиме дека е по руралниот дел, односно во околните населби и села, околу што гравитираат кон градот? Стојановски. Па и самите видовте во анкетата дека ако ги прифатиме оние два високи 4 и 5 одговори кои што се прифатливи за граѓаните или делумно прифатлива добра инфраструктура, отприлика имаше некаде 2/3 од граѓаните дека се задоволни со одредената инфраструктура, меѓутоа сепак остануваат тие 25%, а тоа се во оние рурални средини во кои што имаме проблеми со овој дел на инфраструктурата кој што го споменуваме, значи канализационата и водоводната мрежа. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз за овие избори се внесени многу пилот проекти кои што се однесуваат во тие рурални средини за комплексно решавање на проблемот во тие улички, во руралните средини, во населените места или во селата, за решавање на конкретните проблеми на граѓаните во поглед на канализација, водовод и асфалтирање. Кои се тие места, може да ни ги наброите? За секоја урбана или местна заедница е во помалите и во селата, имаме предвидено проекти, не можам да ги споменувам сите. Значи ги имат во програмата и се нотирани. Добро, веројатно ќе ми ја поделите на вашите сограѓани. Благодарение на досегашната власт, како на централната, така и на општинската, мислам дека подрачјето на град Охрид е добро канализационо поставено. Значи, ако фалат уште 10% за решавање на тој проблем. Ние имаме еден друг проблем, а тоа е проблемот со тоалети, кои што изработка на јавни тоалети, кои што би биле насочени во таа канализација. Ние создаваме канализација, ама немаме тоалети. Тоа е еден од поголемите проблеми што мислам дека треба да биде тема за разрешување, бидејќи без јавни тоалети, јавна хигиена, ние не можеме да имаме добра туристичка сезона. Странците кои што ни доаѓаат и ги носиме со субвенционирање од Амстердам во Охрид, тие мали потреби ни ги вршат во нашите грмушки или во езеро. И тие луѓе кои ќе дојдат еднаш, друг пат само на фотографија, мислам. Многу пати е поставено прашањето, но како идни апликанти на градоначалничкото место за Охрид, кога вие би се прашале каков туризам посакувате, масовен или елитен? Стевоски. Јас ќе повторам дека елитниот туризам предвидуваат големи стандарди, големи средства, посета на многу богати туристи. Охридското езеро се наоѓа на 600 метри надморска височина, што значи дека ние имаме сезона само од 45 дена. Ние во Охрид не може да ни дојдат ни Абрамовиќ со неговата јахта, ниту други поголеми и побогати луѓе. Ние во Охрид треба да го развиваме масовниот
туризам, односно од повеќе категории. Покрај летната туристичка сезона треба да го воспоставиме тука верскиот туризам. Имаме ние верски објекти од едната вера, од македонската православна вера, имаме од муслиманската вера, имаме конгресен туризам, имаме планински туризам, немаме за жал планинарски дом каде што туристите би биле сместени и би посетувале. Значи имаме многу видови на туризам кај што само со добра организација градот би имал голема добит. А елитниот туризам мислам дека е промаршена работа за Охрид и лага. Добро. Стојановски. Бидејќи не морам да одговорам масовен или елитен, ќе го кажам оној концепт кој што е на одржлив туризам, затоа што Охрид е заштитен град под УНЕСКО и Охрид мора да развие одржлив туризам. Значи Охрид не смее да има апсолутно поинаков концепт на развој на туризмот. Одржливиот туризам значи да се почитуваат природните богатства, културните богатства и историските богатства. Тоа е обврска на секоја локална самоуправа во доменот на туризмот. Да ги штити културните, природните и историските богатства на Охрид, подпишана со конвенциите, а и за да го задржи статусот на УНЕСКО. Во таков случај не смеа да се дозволуваат масовни градби, не смее да се развива туризмот во правец на уништување на овие вредности кои што се децениски, вековни, како сакате да ги наречеме на Охрид. Тоа го имавме и во разговорот со премиерот Заев, во кое што ние како охриѓани, како луѓе кои што ќе се грижиме понатака за развојот на Охрид, да води сметка за одржлив развој на градот, а со тоа и на туризмот. Може би и во овој контекст, бидејќи го споменавте и ЮНЕСКО, патот до Свети Наум, кој што многу пати провејуваше во изминатиот период како една можност за изградба, но се јавија и еколошки здруженија и така натаму. Каква е вашата визија во однос на тој пат? Вака, значи проблемот со еколошките здруженија е сериозен проблем, заради тоа што имаме едноставно некомуникација помеѓу локалната самоуправа и еколошките здруженија. Мора да се седне со еколошките здруженија и да се разговара. И самите се свесни дека овој пат кој што е сега не соодветствува на новите времења во кои што живееме. Патот е изграден пред повеќе од 5 децении и онаков каков што е и не одговара на моментната ситуација. Од друга страна, нивната основна мисија и визија на еколошките здруженија е да ги штитат природните вредности на општина Охрид и на поширокиот дел, значи на Националниот парк Галичица, и затоа ако не се воспостави таа дискусија, таа комуникација помеѓу нас како локална самоуправа и еколошките здруженија, во кое што ќе се направи тој компромис. Тука всушност лежи суштината на одржливиот развој на Охрид и на туризмот, во кој што ќе ги испочитуваме заложбите на граѓаните за развој, за економски развој, меѓутоа и од друга страна почитувањата на еколошките здруженија кон природните вредности. Секојаш прашање можно ли е тоа и колку е тоа секако можно? Е можно, секако дека е можно, доколку имаме заедно седнување, заедно разговарање и испочитување на едната и на другата страна, во тој случај и во теоријата е познат концептот на конвергенција, значи на доближување на ставовите помеѓу екологистите и економистите. Економистите се залагаат за развој, екологистите за заштита на природните вредности. Стевоски, што вие мислите? Јас за среќа живеам на тој потек, секој ден го минувам тој патот со возило. Уште пред 35 години се проектираа патишта од потегот на Билјанин извор и до Свети Наум. Ќе градиме автопат, ето имаме и денеска споменици бетонски, али тоа така ни остана. Што значи погрешна представа за просторот и местото. Бидејќи ни требаат конкретни активности, а со цел реализација на тој потек, јас во својата програма имам ставено неколку точки кои што би ги навел. Значи, подитно мора да се изготви пешачко-велосипедска патека, физички одвоена од потекот на Рача до Хотел Бетон. Од Хотел Бетон до Свети Наум треба да се изготви исто така велосипедска и пешачка патека од десна страна, бидејќи за тоа постојат услови, односно само со пополнување и чистење на трњето, ние добиваме простор од 2 и повеќе метри. Ќе ви дозволам дополнете. Да. Што значи дека за изградба на улично осветлување, вие сте сите сведоци дека од потекот на Хотел Бетон до градиште
Ние немаме улично осветлување, а на тоа место ни се наоѓаат најголемите хотели. Хотел Метропол, Хотел Белви, Хотел Гранит, Гарден или оваде Гранит и сите. Сега ова е во вашата програма, во како мојата дека програма. би го направиле како градоначалник? То мора да се направи, бидејќи сите туристи кои што ни доаѓаат од европските земји во тие хотели, сакале или не сакале, мора да се движат по патот каде што се движат и возилата. Добро, благодарам. Некое дополнение во овој дел да не имате? Имаме едно кратко дополнение. Ние треба да водиме сметка дека автопат нити имаме пари да изградиме и така да не можеме да ги залудуваме граѓаните дека ќе направиме таков автопат. Нити па ни треба. Меѓутоа, од друга страна, треба да внимаваме дека е тоа пат кој што поврзува две држави, значи влезом на Албанија кон Македонија. И повторно ќе го речам она што и преска го реков. Ако ги спочитуваме барањата, па дури голем дел на еколошките здруженија има изработено и сериозни проекти во овој дел, во поглед на сообраќајната поврзаност на овој предел кој што го рековте. Но сепак во основа треба да се приспита и до кај се границите на националниот парк. Две ленти или три ленти патот се предвидува? Видите, ако ветуваме сега парцијално, тогаш ќе погрешиме. Заради тоа и немаме всушност развој на градов. Тоа ќе си го дадат стручњаците кога ќе седнат на маса и кога ќе изработат сообраќајната студија, па и на овој потек кога ќе биде изработена студијата. Добро, благодарам за сега. Јас имам тука уште неколку прашања, но во овој дел би сакал да одиме со делот од прашања од публиката, се разбере и од нашата новинарка Адријана Митаска, која што често известува за предизвиците во Охрид. Адријана, повели твој микрофонот. Вака, значи јас би сакала да ја започнам таа серија на прашања од публиката. Имам прашање во врска со колекторскиот систем. Приоритетно прашање, многу се зборува, имаше информации неодамна во јавноста дека има такви можности владата да го превземе колекторскиот систем. Екологистите и граѓаните постојано апелираат на тоа, тој проект да биде што е можно поскоро сработен, па сакам да ги прашам кандидатите за градоначалници дали колекторскиот систем ќе биде на приоритетна листа на добивање на градоначалничкиот мандат. Јас прв одговарам? Добро, може. Уште кога ги договаравме мандатите во овој период, а уште и пред да ги добијаме мандатите, со премиерот Заев се разговараше, дури разговараше сегашниот градоначалник на општина Охрид Никола Баграчевски за преземање на јавното предпријатие Проаква и оној дел за колекторскиот систем да стане јавно предпријатие во државна сопственост. Тоа беше иницијатива која што долго време се водеше расправа и во Советот. Едноставно на секому треба да му е јасно дека општина Охрид не може самостојно да се грижи за колекторскиот систем и заради тоа стигнавме до ова ниво да имаме апсолутна нефункционалност на колекторскиот систем. Тука се поврзани серија на други прашања кои што се во врска и со јавните комунални предпријатија, а тоа е дека тие се предизвикувачи на огромни загуби и заради тоа имаме, да кажеме, некои ситуации во стилот нема платена сметка за струја, па се исклучува колекторскиот систем, со исклучување предизвикуваме девастација на просторот. Колекторскиот систем на Охрид пред се не е на иницијатива на граѓаните на Охрид, него е на иницијатива на тогашната Социјалистичка република Македонија во 1983 година. Договорот на тогашната република и договорот со општина Охрид беше и струга, беше во сооднос 60% обврски и финансирање од страна на тогашната Социјалистичка република Македонија, 20% на општина Охрид и 20% на општина Струга. Зошто политичките партии и локалната самоуправа во Охрид и за чии интереси го зедоа целосно колекторскиот систем во своја надлежност, а да денеска тој истиот ни представуваат најголем проблем. Проблемот со колекторскиот систем не е проблем од таков подем како што ние на секои избори сакаме да го потенцираме. Колекторскиот систем може нормално да функционира без да го користиме на секоја дебата, бидејќи самото одвојување на атмосферската вода од тој колекторски систем, ние нема да имаме проблем со колекторскиот систем. Ние имаме друг проблем. Атмосферската канализација. Тоа беше веројатно уште едно од прашањата атмосферските води.
Во населба Далјан имаме таков проблем, значи жителите таму се жалат дека постојано се излеваат водите, буквално по улиците. Неколку години наназад го пријавувале тој проблем, но се уште ништо не е решено. Како вие би го решиле доколку го добиете градоначалничкиот По 30 мандат? секунди. Проблемот во местноста Далјан е само проблем поради влез на атмосферската вода во канализацијата. Значи, набивањето на чиста вода во канализацијата, во колекторскиот систем, создават преголеми количини на вода, кои што не може колекторот да ги туркат и поради тие причини тие излегуваат на нивото на земјата. Јас со луѓето кои што го проектираа тој колекторски систем разговарам. Колекторскиот систем треба да функционира со половина капацитет, односно цевките никогаш не треба да бидат полни, него да треба да бидат од половина и малку подолу. Благодарам, Стојановски. За Далјан проблемите. Видите, ние како кандидати за градоначалници не можеме да имаме увид во сите проблеми во моментов во урбаните заедници. Во рамките на програмата која што е изготвена се вметнати оние проекти кои што се по одбарање на граѓаните на тие урбани заедници, а понатака, значи стручните служби во рамките на општинската администрација, а се разбира и од јавното предпријатие Проаква работна единица Водовод, мора да го решат проблемот на овој потек. Меѓутоа, јас мислам дека проблемот е малку и поширок. Тука влегува проблемот и со колекторскиот систем, но и со чистењето на каналите, на реките кои што се во близина. Добро. Во дебатата сака да ни се вклучи и публиката, веќе имаме кандидат за прашање. Повелете. Благодарам. Борис Стојановски, еколошко друштво Грачница од Охрид. Бидејќи јас прашање не ја поставам, само ќе поканам кандидатите за градоначалник и овдешните и оние што не е тука, да искористат приликата со нивното доваѓање на власт. Уште првата недела бе да не поканат нас екологистите, не само Грачница, тука ние другите што некој начин обстојуваат на ова подрачје, да седнеме заеднички пред се да ги запознаеме градоначалниците со какви проблеми ќе се соочат во делот на еколошкиот аспект. Конкретно што се однесува за колекторскиот систем, бидејќи сум инволвиран во таа програма и во тој дел веќе 26 години со еколошкото друштво, кратко само ќе ви кажам, бидејќи тоа е проблем што треба да решават светот, а не Охрид, а не Македонија. Тоа е проблем. Некако што беше кажано, да не навлезам во Добро, ај расправа. ќе ве молам, ако немате конкретно прашање, можеме да Значи ги поканувам да не повикаат простор. Ја би сакал да поставите конкретно прашање доколку имате. Не, прашањето не. Добро, ви благодарам. Не знаат да ми одговорат, значи на лице место да ги унесеме и да видат што се случува со колекторот. Ќе дојдат, се надеваме дека ќе дојдат, повелете таму. Владо Чинговски, имаме едно прашање до кандидатот од СДСМ, Иво Стојановски, во однос на неговите искажувања за планирањата и програмите кои што ги има, меѓутоа ниту еднашка нема споменато како ќе го реши проблемот со финансиската нестабилност на општина Охрид, односно буџетот. Ние сме сведоци дека општина Охрид веќе 15 години е блокирана и не може да има никаква капитална инвестиција. Спомна кандидатот дека тоа ќе го решава со комерцијален кредит, меѓутоа комерцијалниот кредит не може да го земе затоа што не е дозволиво. Кредитите се зема за капитални инвестиции, не за враќање на долгови. Затоа би сакал да го запрашам како планира, ако планира, по овие наредни 4 години, доколку ја добие довербата на граѓаните, како ќе го реши проблемот со финансиската нестабилност. И уште едно прашање, доколку стане градоначалник, дали ќе го ревидира договорот за концесија на јавното осветлување, со оглед дека најпрвин беше донесена одлука за да се потпише договорот за концесија за јавно осветлување, па после имаше нова одлука предложена од страна на градоначалникот, со која се бараше да се донесе одлука за раскинување, односно укинување на одлуката за давање на концесија. Добро, благодарам. Меѓутоа СДСМ, советничката група на СДСМ, со своето воздржано гласање, не дозволи да се таа одлука укине. Благодарам. Благодарам. Две прашања имаме. Првото беше за буџетот
и за долговите. Како ќе го деблокирате? Минута време за ова прашање и за двајцата кандидати ќе дозволам по една минута за ова прашање, после за второто. Добро. Значи, во однос на првото прашање во поглед на решавање на буџетската нестабилност, факт е дека општина Охрид, и тоа е добра приметба од публиката човекот од публиката кој што го постави тоа прашање, значи дека мора да се реши буџетската нестабилност, мора да се реши, тоа е општ проблем. И тука повторно имаме два начини на решавање. Од една страна ние имаме, ако не ја успееме можноста која што во моментот се заговара од страна на централната власт со актуелниот градоначалник и со идниот градоначалник, ако не успееме да ја завршиме по пат на комерцијален кредит од деловните банки, а има можности, значи морам да го коригирам, има можности, доколку владата стане гарант во однос на тој кредит, има можности во тој едниот правец, а вториот правец е она кое што во моментот исто така е проблем на општината Охрид заради немањето на кредитен рейтинг, да издава локални обврзници. И со тоа граѓаните да можат или подшироко некои други да го откупуваат кредитот, односно долгот на општината. Меѓутоа, тука прво мора да се среди во врска со кредитниот рейтинг, за да може општината да издава локални обврзници. Значи има два начини. Стевоски, ваш одговор на ова прашање. Ние како општина Охрид треба да ни е јасно дека проблемите што ги засегаат граѓаните на Охрид, а и општината Охрид, само ние самите можеме да се ги решиме. Повикувањето на кредит, повикувањето на централната власт, треба да сме свесни дека таа централна власт, градот Охрид ни го дотера до ова дереже до кој што сме денеска. Состојбата финансиска во која што се наоѓа градот Охрид, не се виновни граѓаните на Охрид, виновна е централната власт предводена, дали од ВМРО ДПМН или од СДСМ. Ние треба да сме свесни дека тие што го дотераа градот до ова дереже не може да бидат тие кои што ќе го спасуваат. Затоа градот Охрид треба биде свесен дека треба да се организират со сопствени средства кои што ќе ги прибира по разни основи, да отпочне постапка за враќање, да ја добиеме втората фаза од децентрализација и тогаш може да разговараме за кредити. Бидејќи во никој случај општина Охрид не може да земе од никаде кредит, а уште помалце да се повикува на централната власт. Затоа што централната власт повторно ќе го крши закон. Благодарам. Второто прашање беше за јавното осветлување, тоа претпоставуваме за вас наменето само 30 секунди. Значи, првото нешто што ќе го направиме кога ќе дојдеме во локалната самоуправа, тоа е да се преиспита договорот во рамките на целокупната онаа ревизија, која што е нормално и која што ќе се одвива и тоа на две нивоа, на нивоа на државен завод на ревизија и на ниво на платена ревизија. Ќе биде договорот за јавното осветлување, заради тоа што ние и како советници долго време се залагавме против овој договор и против отстапувањето на јавното осветлување во јавно-приватно партнерство. Меѓутоа, во овој момент е потпишан договорот, а прво реков што ќе го направиме, тоа ќе биде ревизија на тоа јавно-приватно партнерство и како некој го стекнал правото на единствениот, највисоко приходен проект кој што би можело да го имат општината. Вие бевте советник во тоа време, да, и бевте цело време во текст со тоа што се случува со договорот, гласавте воздржано тогаш, а не против? Ние гласавме против јавното приватно партнерство и тоа секогаш сме го кажувале на сите наши кои што сме ги држале пресови и кои сме имале од наговорница. Добро, ја ве чув вас дека гласале воздржано, но овде имате демант. Сега нема врска што е тука различни мислења. Значи, да сме начисто и да нема никаква шпекулација. Ние како советничка група бевме против јавното приватно партнерство со оној приватен партнер со кој што општина Охрид склучи договор. Воздржани, да не се мешаат работите меѓу соговорникот и мене, бевме во рамките на само една одлука за донесување, а тоа е дали да се поништи постапката. Тоа си беше нивна работа, затоа што тие влегоа во односи, значи ДПМН влезе во односи со тој приватен партнер. И реков и стојам од најодговорно дека првото што ќе се направи тоа е ревизија на тој договор. Добро, благодарам. Адријана. Уште едно прашање, господин Антомине, повелете, станете представители. Добро вечер, јас сум Наум Димитровски, представник на Сдруженијето на граѓани Лагадин.
Морам во почеток да ги коригирам кандидатите за градоначалници, бидејќи во споменувањето на зградата на хотел во Лагадин беше кажано дека тоа одобрение издадено според детален урбанистички план, што не е воопшто точно, ами тоа одобрение издадено според така наречениот општ акт кој пред 2 години го донесе општината Охрид. Инаку, општиот акт представува најнизок ранг на урбанистичко-планска документација, која и се носи само за села за кои никогаш не постоеле изработени урбанистички планови. Општината Охрид го има донесено тој општ акт, пренебрегнувајќи го фактот дека за Лагадин и за тој дел од крајбрежјето постоел урбанистички план според кој и таа населба е изградена. Увертирата малку да ја скратите, за да го поставите. И сега моето прашање до кандидатите е следното. Дали вие со стапувањето на градоначалничката функција и натаму ќе ги уважувате одобренијата за градби не само на хотел, бидејќи такви одобренија се издадени за веќе и за други објекти во населбата Лагадин, со кои целосно ќе се девастира населбата, дали тие одобренија ќе дозволите да се уважуваат и според нив да се гради, но и дали се запознаени дека општиот акт веќе е оспорен пред Уставниот суд, односно поднесена е иницијатива пред Уставниот суд за испитување на законитоста на донесувањето на општиот акт и дали ќе ги stornирате сите тие одобренија барем до произнесувањето на Уставниот суд и до другите релевантни институции во државата до кои се поднесени барања за преиспитување. Јас во претходните коментари напоменав дека на градот Охрид заради заштита од урбаната мафија, а и како што кажува господинот, имаме ние и други објекти кои што се предмет на нелегална градба со кршење на законите, во наградот Охрид му треба локална, општинска, комунална полиција која што ќе се грижи и ќе истапува, ќе презема мерки 24 часа во 365 дена. Граѓаните на Охрид треба да бидат заштитени од урбаната мафија, затоа што вредноста на тие градби покрај брегот на езерото представуваат вредност со милиони евра. Зато се што е таму изградено мора да се направи ревизија, да се стави мораториум на сите тие донесени одлуки, да се види законитоста, во колку и постои законска можност да бидат оспорени, да се преземат мерки за враќање на тие простори во поранешна состојба, односно рушење. Повелете. Благодарам од соговорникот за корекцијата, точно е дека е општ акт, тој е онај најнискиот акт кој што се најчесто се донесува вон населеното место, вон урбаните заедници. И за Лагадин дефинитивно треба да следи една ревизија на донесените урбанистички планови, меѓутоа и ние во нашата програма тоа го имаме ставено дека во рамките на вкупната ревизија која што ќе се направи и која што ќе представува основ за понатамошната изработка на плановите, мора да има ревизија на сите урбанистички планови, посебно на оние засегнати места, така ќе ги наречам, каде што граѓаните најповеќе се сомневаат дека постоела некаков облик на корупција. Добро, благодарам. Адријана? Имаме ново прашање. Велете. Маја Кустовска од Фронт 2742. Вака, имајќи предвид дека Охрид е дел од единствено УНЕСКО подрачје во Македонија, има одличен потенцијал за развој на туризмот, сакам да прашам дали какви проекти за одржлив екотуризам планирате да спроведете во вашиот мандат и какви резултати очекувате од истите? Добро. Стојановски. Добре, ево јас ќе го дам најпрво одговорот. Ние екопроекти не можеме да финансираме, тоа да му е на секому јасно, затоа што ние сме локална самоуправа. Меѓутоа, индиректно, со програмата за уредување на градежното земјиште, фактички тоа е она земјиште со кое што државата, Република Македонија го делегирало, го отстапило на управување на општина Охрид, ние можеме да даваме под концесија на заинтересирани инвеститори.
во оној облик како што е пропишано со законот, долготраен, краткотраен закуп, долгорочна концесија и слично, или да извршиме продажба на одредено земјиште. Во тој поглед, значи, можеме да го заштитиме нашето земјиште со кое што сега располагаме во моментот, да го добиваат инвеститори кои што во секој случај ќе имаат и една екокомпонента во управувањето со тоа градежно земјиште. Значи, обврската на локалната самоуправа е само да изготви таа програма, меѓутоа мора и може да внимава во распишувањето на тендерските услови, да ја стави еколошката компонента и тоа да бидете сигурни дека ќе биде така. По поглед на поставеното прашање, сметам дека локалната самоуправа треба да биде на располагање на граѓаните, на здруженијата, на инвеститорите, на странскиот капитал, на домашниот капитал 24 часа. Самите инвеститори кои што сака да инвестират во градот Охрид, независно дали тоа е од еколошка природа, дали тоа ќе е од друга природа, самата општина Охрид треба да го помага развојот. Носител на туризмот во градот Охрид не може да биде општината, таа треба да биде само подржувач и овозможувач на приватните стопанственици и приватниот сектор и странските фирми да можат без големи проблеми да ги реализираат своите планови во градот Охрид. Благодарам. Господинот Меха. Вахид Мемет, граѓански активист, сакам да ве поздравам и да ви посакам успех во локалните избори. Моето прво прашање е што вие како кандидати за градоначалници веднаш по влегувањето во вашиот кабинет ќе превземете по однос на зголемување на квалитетот на живот на младите, по однос на иселеноста која е број 1 во Охрид на младите. Што мислите околу локалниот совет на млади кој овие можеби 3 години не функционира? Што мислите околу можеби креирање на буџет на млади? Исто така имаме и комисија за млади во склоп на советот на општина Охрид. Кои се вашите идеи, проекти кои ќе ги насочите кон подобрување на животот на младите? И моето второ прашање да одговориме прво на ова, после ќе одиме со второто, бидејќи ова се прашања што веќе задираат една сериозна тема, иселувањето, иднината на младите, дури 58% охриѓани сметаат дека тие немаат светла иднина во градот како што е вака поставен, што веројатно е поврзано и со економијата. Така да благодарам за сега за прашањето. По една минута повелете, па ако треба и реплики ќе имаме плюс. Да. Значи, може би најсериозното прашање заради тоа што иднината на Охрид и развојот на Охрид е поврзано токму со тоа што ќе направиме за младите. Јас Вахид не би рекол дека не функционираше, туку би рекол дека не правилно функционираше младинскиот совет. Знаете дека често пати ние како советници доаѓавме, меѓутоа немавме онаква расправа како што требаше да има. Охрид во секој случај заслужува прво да има еден младински културен центар. Дали ќе биде тоа во една градба или ќе го направиме, па дури ако треба и виртуелно, затоа што сега и живееме во таков свет. Меѓутоа во секој случај мора да имаме внимание кон младите и детално разработена стратегија за младите, затоа што главниот проблем е всушност немањето на амбиент за младите да живеат во Охрид, а не толку и невработеноста. Значи, немањето на амбиентот, се разбира дека и невработеноста влегува во тој амбиент. Подобрувањето на амбиентот за младите, подобар живот, е детално се опишани во програмите кои мерки ќе бидат преземени. Меѓутоа, ние ве сметаме дефинитивно вас како и екологистите за најсериозниот партнер на локалната самоуправа во креирањето на стратегијата за идниот развој на Охрид. Фала ви. Стевоски, повелете. Пред се, сите ние сме биле млади и знаеме што е да се биде млад, али треба сватиме што денеска младите сакат. Ние сите разговараме дека ќе му дадеме на младите културен центар, ќе му дадеме на младите објекти и слични работи. На младите ние треба да му дадеме пред се сигурност дека тие во оваа држава треба да останат. Треба да му дадеме сигурност дека ќе бидат согласно нивните квалификации ценети од страна на општинската и централната власт. Ќе можат својата иднина и своите деца да ги гледаат во оваа држава. А иднината со отворање на такви културни центри, мислам дека беше едно време во бившата Југославија кога се отвореа и културни домови, и киносали и слично. На охриѓани му треба безбеден град, не му треба да не можат
младите да не знаат што да прават, па по цела ноќ ни киснат по кафаните, ги гледаме пијани или во друга состојба, него му треба надеж дека тие може да видат корисни граѓани на градов Охрид и Македонија. Јас ќе поставам подпрашање, па после Вахир може да продолжите. Како да се зголеми вработеноста не само на младите вкупно, бидејќи тоа е еден од главните проблеми што повторно го истакнуваат граѓаните. Тоа не е ексклузивно за Охрид, тоа е и за другите градови во Македонија, но секако градоначалникот како татко на градот може да дава и насоки, да создава клима за повеќе инвестиции, за она што се вели пошироко вработување. Стевоски па Стојановски. Минута. Вработувањето во градот Охрид, јас како независен кандидат би било некоректно да кажам дека ќе направам некој бум, бидејќи не ми е централната власт мене на располагање, сум независен кандидат. Само создавањето на нормални фер услови за работа во Охрид, создавањето на нова професионална непартиска јавна администрација во градот Охрид, каде што нема да се примаат по партиска линија, нема да се примаат луѓе со завршен туризам на работно место во урбанизам и слични така, ќе ни го донесе градот на местото кај што треба, односно почитуван град во светот. Добро, имате уште 20 секунди, во смисла сакам да ве допрашам, има телевизија за тоа дека некои капацитети заборавени или нови што треба да се отворат? Градот Охрид и во програмата, и односно во кажувањето на мојот пријател, градот Охрид располага со затворени, значи, фабрики кои што функционираат. Ние денеска се залагаме, односно поединци се залагаат за отворање на нова индустријска зона во градот Охрид, за фаќање на други површини од еколошки аспект, а во градот имаме 5 фабрики кои што се така празни и просторот така ни стои. Што значи отворањето на тие индустријски зони. Ние имаме веќе објекти, само треба да ги ангажираме, да ги сместиме без поголеми издатоци, односно трошици на... Добро, и останува поголемиот проблем да се најде инвеститорот за тоа. Тоа секако не ми е пријател минута, премиерот. господин Стојановски, за тоа какви инвестиции, дали се можни во Охрид, дали за тоа веќе разговарате и на ниво на централна, локална власт. Да, повторно доаѓаме до она дека задачата на градоначалникот е да го створи тој амбиент и да ги привлече тие инвеститори. Инвеститорите ги привлекува на таков начин што тие сериозноста во договорањето со директниот инвеститор, односно партнерот кој што ќе фирмата која што во Охрид би инвестирала, сака да присуствуваат и градоначалникот како знак за една сериозност во пристапот на инвестирање. Ние и индивидуално, меѓутоа и во соработка со централната власт, со Агенцијата за привлекување на странски инвестиции и со Министерството за економија, веќе имаме најава на неколку сериозни инвеститори. Меѓутоа, не би сакал во овој момент да звучам како и Груевски, да најавам илјадници нови вработувања. Одговорот беше даен и во рамките на анкетите кои што беа на почетокот на емисијата, каде што младото девојче кажа дека младите треба да бидат и предприемчиви, тоа е вториот правец на развивање или на разбивање на невработеноста, а третиот е она кое што слободно ќе го најавиме дека сите млади кои што имаат проектна ориентираност ќе бидат приклучени во рамките на локалната самоуправа, затоа што тоа е фактички третиот начин за решавање на... Како ќе бидат приклучени, во рамки на што? Во рамките на изработката на проектот и понатака во имплементацијата на проектот со кој што ние би аплицирале кон европски пари. Затоа што е тоа всушност и третиот начин за решавање на буџетската нестабилност. Припадник на една мала етничка заедница, мала во рамките на Република Македонија, но голема во рамките на општина Охрид. Сакам да ги прашам кандидатите за градоначалници што ќе превземате по однос на подобрување на состојбата, животот, афирмација на културниот и етничкиот идентитет на етничките заедници кои живеат и обстојуваат во општина Охрид. Значи, зборувам за... Имате по-конкретни заедниците на балканските египчани, албанската, турската, влашката, српската и така натаму. Добра, ајде. И кој е вашиот став по однос на формирање на комисија за односи меѓу заедниците, кој според закон значи не е морална обврска на општина Охрид, но е доброволна. Добро. Ајде, повелете Стојановски, Пастевски.
Вахид кратко и јасно, ние ќе формираме таа комисија за соработка со етничките заедници, иако јас во принцип сум човек кој што не сака да разговара за, тој го знаеш, мојот став сме го разговарале, дека не сакам да разговарам проблемот на една или на друга етничка заедница. Ние и како политичка партија имаме јасен став, а тоа е дека градиме живот за сите, меѓутоа тоа е процес кој што треба да тече по еден подолг временски период. Сите сме граѓани на Охрид и сите на адекватен начин ќе функционираме во Охрид. Од друга страна, ние сме и обврзани да се поактивно да ги вклучуваме етничките заедници во функционирањето на локалната самоуправа, но и во финансирањето на одредени проекти. Вие многу добро знаете дека еден од партнерите и во изработката на програмата, дека и во имплементацијата на програмата, значи во локалната самоуправа, ќе бидат и етничките заедници. Несомнено. Правата на египчаните во Охрид и во Македонија се регулирани со уставот и нивните права треба само да се зацврстуваат, а по можност и да се подобруваат. Создавањето на таква една состојба, каде одредени етнички заедници ќе бидат поразлични од другите, мислам дека ќе создават други проблеми, затоа што ќе имаме незадоволство од некоја друга етничка заедница. Почитувањето на уставот во оваа држава е за сите граѓани да бидат равноправни. Благодарам. Милет Цветановски на Фейсбук ве прашува, ќе ги замолам кандидатите да одговорат што би направиле со прегласната музика од кафичите, особено во летниот период, ниту мир, ниту сон имаме. Кратко. Кратко и јасно дека бучавата во Охрид мора да се решава, тоа мора да се решава и тоа во согласно со законот. Едниот начин на решавање на бучавата е тоа да се почитуваат сегашните законски решенија, кои што не се толку лоши, меѓутоа не се практикуваат. Значи, не, оние кои што се задолжени да го регулираат, тоа не го прават. Второто е да се променат до некаде законските решенија и третото е во рамките на она што е на локалната самоуправа, а тоа е донесувањето на одлука за продолжено работно време во текот на летната сезона, да се спојат деновите во кои што ќе има продолжено работно време, така да граѓаните би знаеле точно во кој период, а во поврзан период би имало продолжено работно време кога и се создава таа бучава. Стевски? Во град во кој што граѓаните на Охрид ќе прашуваат кој полициски службеник е на смена и до кој и врз основа на истите ќе работат со своите угостителски објекти е факт на корупција, на мито и на криминал. Ние треба да идеме свесни дека, ќе повторам уште еднаш дека, функционирањето на државниот орган МВР не може да ги покриват и надлежностите за гласна музика. Општината е таа која што треба да ги решава проблемите со мирот и безбедноста на граѓаните во Охрид со гласноста на музика. Што значи дека општинската комунална инспекција е таа која што ги контролира, а согласно инспекцијските служби ќе изрекуваат забрани за тие кои што ќе го кршат законот. Благодарам. Имаме и други прашања од публиката. Сакавте некој дополнување ли? Не барат. Добро. Повелете, господине. Трајче Талевски, Хидробиолошки завод Охрид и истовремено активиста на Охрид СОС. Ме радува што кандидатот за градоначалник, барем во неговото излагање, препознал усвари еден проект кој што е предложен од невладина организација, од Екосвест, тоа е Смарт Охрид. Значи, решавање на транспортот на решавање на сообраќајот према албанска граница, кога жителите што се постојани жители ќе одат бесплатно, а оние што сакаат да се движат со своите возила кои што доаѓаат во Охрид да плаќаат за тоа такса. На тој начин и да го користат, а оние што ќе го користат јавниот превоз, значи подобар јавен превоз и да бидат бесплатно однесени до дестинацијата. Имам две прашања кои што би биле кратки. Вашите мислења за и што ќе направите, дали ќе ги поддржите овие досегашни проекти кои што ги рекламираше владата во Национален парк Галичица, значи сите оние туристичко-развојни зони, Јованиште 1, 2, 3, Горно Пештани, градиште, ски центарот и сите други објекти. И второто прашање, знаеме дека на последната конференција на УНЕСКО
на Охрид му е даден многу краток период да ги исправи сите оние неправилности кои што беа досега направени. Што ќе направите како градоначалник? Охрид да го врати повторно сјајот и местото кој што го заслужува во УНЕСКО. Добро. Ајде едно по едно за Галичица прво. И Јас и во текот на разговорот го спомнав тоа дека мора да се преиспитаат кои се границите на Галичица. И во текот на разговорот кажав дека се препознаени сериозни проекти од страна на еколошките здруженија, па дури и на најстарата научна институција во Охрид, од која што Трајче доаѓа. И секогаш кога ќе имаме ситуација на проблем и решение, ние ќе го поддржиме од локалната самоуправа. Многу добро знаете дека и заедно ја водевме борбата и за студенчишко блато, меѓутоа таа борба за студенчишко блато мора да продолжи со изготвување на еден сериозен проект. Значи мора сериозни проекти да направиме и со тоа е фактички вториот дел на одговорот на второто прашање кое што го поставивте, заштитата на УНЕСКО. Ние сакале или не ќеле, јас сум економист и јас сакам брз развој, оно што му одговарат и на младите да најдат побрзи вработување и со повисоки плати. Меѓутоа, ние сме обврзани, задолжително е заради статусот на УНЕСКО, да ја вметнеме еколошката компонента во секој проект за кој што ќе размислуваме. И на сите инвеститори да му е јасно кои што сакаат да изградат стопански капацитети во Охрид, дека ќе морат да внимаваат на еколошката компонента. Тоа е задолжително во овај момент кој што можам да го кажам, заради статусот на Охрид како заштитен град. Тоа се внесува значи и на туристичките зони и за стопанските капацитети, за било што од ова што го споменуваме. Да, заради тоа што всушност и заради тие туристички зони дојде и до револуцијата во овој поглед, кога се едноставно се сакаше од страна на некоја политичка партија да се наруши оној најзаштитен простор кој што е во рамките или најдуховен простор во рамките на општината Охрид, а тоа е местноста Љубаниште и Свети Наум. Добро, Стевоски, истото прашање за вас, значи комплекс е ова на прашања кои што се меѓу себе поврзани. Јас што двајцата соговорници се договарале и имале контакти, не знам, али во однос на УНЕСКО само би кажал дека градот е под заштита на УНЕСКО многу години, грижата на УНЕСКО за градот е многу поголема него нас охриѓани према градот. Мислам дека обврските што ги има преземено градот Охрид и Република Македонија за заштита на Охридското езеро треба да се испочитува до крај, независно на каков начин тоа ќе се одрази према самите охриѓани. Ние треба да рачистиме Охрид или ќе биде град на УНЕСКО или таа препорака ќе ни биде одземена. Во однос на Галичица и националниот парк и изградбата таму на ски центар? На националниот парк Галичица. Тоа е една поголема површина која што не е, зборам, урбанизирана, која што има повеќе можности. Само во мојата програма е ставено само изградба на еден планинарски дом по сите европски стандарди, односно продолжување на туристичката сезона во Охрид со планинарење. Добро, јас во овој дел околу прашања околу УНЕСКО ќе се надоврзам со она што се изгради на Плаошник, тоа е изградбата на Свети Климентовиот универзитет. Дел од архитектите и од научните работници сметаат дека со изградбата на овој објект е направена една непоправлива штета на тој дел од градот, на визурата на овој дел од градот. Снимките веројатно ќе одат и во позадина со оглед на габаритноста на проектот. Но тоа е веќе тамо. Сакам да ве прашам што замислувате во делот на Плаошник. Можете, Стевоски. Видите, делот на Плаошник дефинитивно не е под надлежност на градоначалникот, меѓутоа мора да има силно влијание и градоначалникот во тоа како понатака ќе се решава проблемот, како што и самите вие кажавте, на можеби непоправлив случај. Разговарајќи со многу релевантни институции во текот на периодот во припремање на кандидатурата и на програмата, едноставно е кажано дека тоа веќе и не е место на кое што можеме да рушиме. Значи, то не би смееле во овој момент така пресмело да го кажеме пред граѓаните. Мислам дека процесот на нарушување на тој духовен простор започна уште во 2000 година со кога тој целокупен комплекс беше наречен Плаошник, а јас никогаш не се сеќавам дека бил така или дека постојат историски податоци дека се нарекувал, меѓутоа тоа веќе не е моја ингеренција.
И тука во сериозни разговори, заради тоа цело време се залагам за добрите односи. Дефинитивно и другиот кандидат доколку победит ќе ги има со централната власт. Тоа е решение на Министерството на култура, меѓутоа заеднички со сите граѓани. Ако треба, и тоа треба да се спомне дека ќе организираме и референдум, на кој што граѓаните ќе го кажат последниот збор за многу прашања кои што се поврзани за Охрид. И за тој објект дали треба да обстои тамо? Или може би да го нема? На многу луѓе, па и нас, кои што сме биле директни актери во политичкиот живот досега, не е јасно што таму се предвидува. Па дури да речем на релевантни црковни институции не е ми јасно што таму се гради и што во тој простор е замислено. Добро, господин Стевовски. Се согласувам со мојот колега дека на нас охриѓани што ни се случуваат со градот, навистина не ни е ништо јасно. А што правиме ние во Охрид? Че имаме ние еден многу поголем комплексен проблем. Ние немаме контрола што ни се случува во градот. Виноста за таквата состојба мора да се прекини. Значи, што побрзо, тоа подобро. Ни се случувало Канео, ни се случува Лаошник, ни се случува Свети Наум, ни се случува се. И ние викаме централната. Зошто сме ние тоаш градоначалници? Ние подитно ако треба и со порадикални мерки. Ние градот мора да му го вратиме на охриѓани. Градов е заложник на централата Скопје. Кој го дотера ова дерече да биде Охрид заложник на Скопје? Зошто се деси? Има ли одговорност некој? Добро. Ќе ни каже ли некој што ни се случува со градот? Скопје не секогаш се криви, па. Така е. Почитувана публика, мислам дека од таму ги исцрпевме прашањата. Затоа сега следува она што финално следува на овие дебати. Тоа е по 1 минута обраќање директно до гледачите, што значи директно и во камерата на ТВ24. Финалната 1 минута за двајцата кандидати. Почнавме со Стојановски, сега Стевовски е наред. Ги поздравувам сите гласачи на Република Македонија, кои што на овие избори ќе изгледат ќе гласат честно, поштено за подобра Македонија. Ги повикувам охриѓани да гласаат за реден број 44, само од една единствена причина. Да завршит ерата на ВМРО ДПМН и СДСМ во Охрид и да го вратиме Охрид на охриѓани. Благодарам. Ви благодарам. Господине Стојановски, вашата 1 минута. Често пати имавме по 1 минута да се обратиме, меѓутоа и овој пат ќе се обратиме. Она што е мисија, почитувани граѓани, е дека преку едно посветено, одговорно и домаќинско работење ќе настојуваме да го подобриме економскиот и социјалниот живот во нашиот град, во бисерот на Балканот, а при тоа зачувувајќи ги природните, историските и културните вредности, кои што на радост и на задоволство на сегашните и идните поколенија сме ги наследиле, но и треба да му ги предадеме на идните поколенија. Ги повикувам на 15 октомври на мирни, фер и демократски избори да ја донесат нивната одлука во кој правец ќе се развива Охрид. Нашата мисија е сосема јасна, дека Охрид мора да представува и понатака духовен центар, не само на нас како граѓани, туку и на целата држава и на целокупниот овај регион во кој што живееме. Ви благодарам на сите. Благодарам. Добро, тука некаде сме при крајот на оваа емисија, после речиси час и половина дебатирање. Почитувана публика, ви благодарам што бевте присутни овде во салата. Можете се разбира со еден аплауз да не поздравите сите нас. Караванот на ТВ24 е отворено, продолжува и во следната недела, се разбира и после првиот круг, ќе ги посетиме сите поголеми македонски градови, ќе дзирнеме какви се проблемите на граѓаните, сето тоа во отворена дебата со кандидатите за градоначалници и со граѓаните. Ви благодарам, останете со програмата на Телевизија 24.